Почитувани сонародници македонци, добре дојдовте во уште едно издание на часот на Комитетот за демократизација на Република Македонија на Радио Илинден, Мелбурн. Оваа недела ќе читаме две колумни. Првата насловена Летво место, а втората промената на името ќе биде каменот кој ќе ја дотепа власта. Обете напишани од Владимир Костовски. Името ќе биде каменот што ќе ги дотепа бандите. Пишува Владимир Костовски. Како што може да се согледа, сега целосно јасно, агендата за промена на името е утврдена. Затоа постои согласност помеѓу лидерите на главните банди и нивните сателити и на меѓународниот фактор. Ние се уште сакаме да веруваме дека таа постапка ќе биде камен на сопнување и камен што ќе ги дотепа бандите произлезени од СКМ, Сојуз на комунисти на Македонија, како праксата во многу главни медник случаи досега не демантирала. Бандите што се представуваат за политички партии во Македонија, гледаме спокојно си ја тераат својата вообичаена агенда. Помина изборите, секој мисли дека добил онолку колку што се надевал реално. Некој повеќе, некој помалку, па сите среќни и задоволни се вратија на секојдневното нормално действување во театарската представа што бесрамно ја нарекуваат и служиме на Македонија. Парламентот се конституира, а народот македонски може да здивне. Нема албанец за председател на собранието, лидерот на деснава банда Никола Груевски да ти бил многу јак. Со помош на својот главен преговарач Сашо Мијелков успеал да го убеди Ахмети да не бара председателско место на парламентот. Тоа што сега речиси ќе се удвои бројот на луѓе од бандата на Ахмети во извршната власт, јебига нешто морало да се даде. И лидеров на левава банда Бранко Црвенковски е многу јак. Ги одби сите напади од ненародната и режимска власт, со се латас заедно да си поднесе оставка по поразот на изборите. Тој поразот го претвори во победа, а ситните душички како Бучко ќе ги сведе на сукоп на левици, а ќе расчисти лесно со нив на предстојниот конгрес на неговата банда. Него сега не го плаши, ама многу бргу ќе му се тресне од глава сета глупост што ја правеше во собствените редови, кратејќи ги парламентарните места и пред тоа во локалните самоуправи за сметка на неговите верни коалициски партнери од типот на Велија, на Фијат, на Тито. Илјадници посветени активисти на СДС останаа со прстот во уста по вонредните избори на 5 јуни. Така што прашање на време е кога овие членови ќе го завртат грбот на бандата, пошто БЦ сепак ќе биде приморан да се соочи со гневот од неговата номенклатура. Баш кај што, ако не почне да се пазари со лидерот на десната банда, со своите 40 и кусур пратеници, тешко дека ќе може да издействува и некои поволности или заштита за своето мало, но се уште верно бизнис обкружување преку лобирање на законски или подзаконски акти во парламентот. Све мој до мојега. И лидерите на дел од помалите бандички се мирни и спокојни и продолжуваат да се враќаат кон своите секојдневни активности. Фијат Цановски, сватот на Велија, може да здивне. Вистината за него и потеклото на неговото богатство нема да излезе на виделина. Башка и во државата и на локално ниво може да продолжи да се представува како фактор во политиката со своја пратеничка група. Сега, дали тоа ќе биде со власта или со опозицијата, сеедно. Фактор си е фактор. Исто како што сват си е сват. Тие може едно време да се скараат, едно време да се сакаат. Исто е и со нашиот другар Тито Петковски, цртичка Косовски. Мува не голази. БЦ по 100 пат му го продолжува животот во политиката, но тоа не е пречка за него. Секогаш кога ќе им се посака да глуми опозиционер на левата банда, автономаш, а понекогаш и прагматичен деснич, кој бил со нив само за да ги
протуркал социјалдемократските идеи. Што да се каже со гротексни фигури како Боривоје Стојменов, Љубисав Дзинго, Павле Трајанов и сличните на нив. Ништо особено, освен дека како заслужни делови од механизмот наречен кодоши, систем на рано предупредување, кој како кодош, кој како високо позициониран соработник, кој како администратор, што ги знае, можат да продолжат да живуркаат во она што го застрале пред децении. Кој како божемен бизнисмен, кој како политичар, што особено му била важна борбата против криминалот и да глумат во истата представа наречена "И ние служиме на Македонија". Керим и неговите ректални органи. Значи бандиве и бандичките, освен Стојан Ангелов, Љубе Бошковски, Јово Манасиевски, Љупчо Георгиевски е посебна приказна. Се вратија во секојдневието, во нормала, што би се рекло. Нив не може да ги тревожат сега ситни прашања од типот слобода на медиуми, например, откако си се послужија со медиумите што сами ги создадоа, како со крпа за чистење тоалет, сега баш ги заболе што ќе биде со Аеден, например, или со Утрински весник, или со кој било друг. Телевизијата на Велија ќе ја решаваат судски, како што гледаме и по закон. Тоа што и се намерачија само на таа телевизија, а не на телевизиите на Дзинго или на Боривоје, тоа е друга приказна. Овде во Македонија се спроведува стрикно законот, ами како? Конечно, кој ѓавол го натера Велија да му поверува на Бранко, оти може еден ден да биде премиер. И сега Цацко му бил крив. Истото важи и за Утрински весник. Кој ѓавол ги тераше да му веруваат на БЦ дека вечно ќе владее или дека ќе победи на изборите на 5-ти? Згора на тоа, кој ѓавол ги тераше да садат тикви со криминалецот од ситен маштрап како Керим, за кој гледаме и странци документарци почнале да прават, како за заслужен и единствен председавач со Генералното собрание на ООН, од сите 50 и кусур досега што биле. Абе Манчо Митевски, абе Ерол, абе Кармарска, абе деца ни заедни, неотракани, криминалецот од ситен маштаб, од типот на Керим, колку и да е од ситен маштаб, сепак е со многу повалкан ум и трикови од вашите и вие со него не можете. Тој кутриот, за да си ги спаси своите расплодни, а бога ми и своите ректални органи, кои би можеле да настрадаат во некое идризово, тој е подготвен на се. Подготвен е на се поради таа главна причина, покрај другите, какви што се амбициите да продолжи да биде угледен граѓанин на светот, способен дипломат, публицист и научник со докторска титула, за која своевремено и белградска политика пишуваше како е стекната. Подготвен е да се збрише под изговор дека сте финансиски товар за приватната компанија MPM, ако подготвен е да ве збрише под изговор дека сте финансиски товар за приватната компанија MPM, ако поради ништо друго, тогаш само за да ја прикрие својата до перверзија неспособност да менаџира било што, а камоли издавачка куќа и медиумска групација. Но пред се подготвен е да ве збрише затоа што како стар и докажан соработник на бившите југословенски служби, превземен тука како кај нас по самостојувањето од Богоевски и Фрчковски, тој продолжува да одработува она што ќе му се каже. Ако треба касети сведоштва за атентатот на Глигоров, нема проблем. Ако треба да се укине Утрински весник, нема проблем. Нареđење и извршење. Нема тука трте-мрте. Утрински од сегашнава банда на власт е оценет како непријателски и тие немаат многу разбирање за стариот концепт на удба, зашто во македонскиот медиумски простор е потребен весник како Утрински, а затоа треба да згасне. Оставки за Мартин нема, зашто тоа е лош пример. И сега да се вратиме на бандиве.
Значи, нив сега не ги тревожи ништо премногу. Овие во власт мислат дека се семоќни. Овие во опозиција мислат дека секое прашање проблем, како медиуми, на пример, ќе им се најдат како тема за парламентарно млатење празна слама во театарската представа која здушно ја играат сите заедно и која, да подсетиме, ја викаат и служиме на Македонија. Не може многу да ги растревожи ниту неочекуваната упорност на дел од младоста на Македонија, која 20 дена се спротивставува на сите здружени напори на десната и на левата банда да ги запрат во нивните протести поради убиството на Мартин Нешковски. Тие бандите знаат дека сега кога ќе почнат летните одмори, протестите сами од себе ќе згаснат, а штетата што ќе ја направат до тогаш по нивното владење ќе ја санираат полека. Зошто велиме и десната и левата банда здружено сакаат да ги разбијат протестите? Затоа што рамо до рамо со Лаки и неговите Сител и Вечер, заслужни за бламирање на младиве, се и А1 и персони како Билјана Секуловска Ива и оние од кај БЦ. Тие левата банда, откако проститутките на Груевски почнаа да ги напаѓаат младите, дека се политички обоени и дека протестите се поттикнати од соросоидите и од СДСМ, побрзаат да се појават еден по еден пред споменикот на мајка Тереза и со тоа да го потврдат бизарното етикетирање на власта, а тоа не ќе да е случајно. Инаку, само една мала дигресија, да ви кажеме зошто нема да има никаква морална, а може би ни цврста, кривична одговорност за случајот, прашање што ќе го загатнува и младиот Петровски во една од предходните колумни на Котле. Одговорност не смее да се дозволи од една проста причина. Бандиве тогаш ќе признаат дека можат да бидат импактирани во нивниот начин на спроведување на власта поради притисок на јавно мислење, а особено притисок изразен со протести на улици. Тоа е она што никако не смеат да си го дозволат, зашто тоа може да е и ќе биде лош пример за воиднина за било кој потек на едната или на другата банда. Конечно, да не забораваме, станува збор за валкана работа што се случила во полицијата. А полицијата, исто како и пред 60 години, и нивната ударна тупаница, нивниот чувар Кербер, нивниот гарант, дека ќе продолжат да владеат без оглед што се ќе му направат на сопствениот народ и држава. Ете затоа, тука не може да се очекува никаква друга одговорност, освен онаа за која тие ќе решат. А во случајот, како што повторуваат она младо девојче Јанкуловска, што нема појма што е демократија, таа одговорност била индивидуална. Само името ги тревожи. Само една работа е од толку крупно значење што може да им го расипе комодитетот на бандиве што повторно си зедоа да го уживаат по 5 јуни. Тоа е прашањето за името на државата. Во минатата колумна се обидовме да ви представиме што ќе се случува, особено во контекст на поставувањето на спомениците на Александар и на неговиот татко во Скопје и во Битола. Следејќи одјеци и реагувања во Македонија, особено во медиумите, гледаме дека сме ја погодиле темата. За само една недела добиваме уште повеќе потврди дека името е каменот кој им тежи најмногу на бандиве и камен што тие мислат дека може да го изменаџираат успешно, односно да го сменат името и да останат потоа вечно на власт. И левата и десната банда. Една од потврдите е и последното патување на Груевски во Брисел, каде што ќе ги запознал своите соговорници со текот на преговорите со Грција. Државната мија од Брисел извести дека Груевски го запознал еврокомесарот Филе со детали од процесот за наоѓање решение за отвореното прашање со Грција. На ова, Филе според истиот извор потенцирал дека крајот на 2011-та е добар момент за Западен Балкан за проширување. Појасно за оние што знаат да читаат, здравје. Кога на ова ќе се чујат изјавите од САД, преповторени и триплитирани
во последниве недели, какви што се оние на Кантримен и на сенаторот Меккейн, но особено на првиот недвосмислен е заклучокот дека бандиве се согласни да пристапат кон операција за промена на името до крајот на годинава. Ние остануваме на тврдењето дека во оваа грмушка лежи зајакот, зашто никој од дипломативе во Македонија, ниту пак некој од ЕУ или во САД не се осмелија да коментираат за нападното поставување на спомениците на Александар и на Филип во изден на 3 локации во Скопје. Имено, да повториме, спомениците треба да бидат елемент кои сега треба да бидат во функција на тензија, а потоа да бидат мевлем на отворена рана. Во моментов треба да послужат за кревање на прашањето за името и историското наследство, односно преговорите да ги држат во висок интензитет, на што ќе се надоврзе наесен одлуката на Хашкиот меѓународен суд на правдата. Подоцна, кога ќе дојде прашањето на референдумско изјаснување, истите тие споменици треба да го амортизираат бесот на народот, поради тоа што ќе мораме да прифатиме некоја компромисна, ама што би рекол Груевски, достоинствена промена на името. Ова го знаат странците и затоа молчат. Ова го знаат лидерите на сите банди во Македонија, и на левата, и на десната, и затоа молчат. Дури повеќе сметаме дека има и контактен договор, инаку не би отишле онака со замена согласност за референдумско изјаснување на народот за прашањето. Она што треба да го одработат е да го убедат народот оти така ќе му биде подобро, односно дека ќе живеат побогато и поубаво ако го смени името. Оти тогаш ќе не прифатат во НАТО и ЕУ, додуша во оваа вторава за неколку години. Бумеранг ефект. Сакаме да веруваме, иако праксата досега не демантирала, дека сепак тој референдум и таа промена на име може да бидат камен на спрепнување, односно камен што ќе ги дотепа еднаш за секогаш во политичка смисла двеве банди, што крвни пијат во оваа форма цели 20 години. Каде е и во што лежи нештата, може би наивна верба. Прашањето за името не е било што, туку суштинско прашање за Македонија. Значи, тоа не е ни амнестија на учки, ниту територијално прекројување, ниту промена на преамбула на устав. Прашањето е директно поврзано со обстојувањето на Македонија како таква и со екзистенцијата на македонскиот народ и неговата култура и идентитет. Ова прашање токму како такво е разбрано од граѓаните и тие не бадијала досега се изјаснувале со огромно мнозинство против какви било преговори за промена на името, ни по цена на НАТО, ни по цена на ЕУ. Значи имаме состојба кога и покрај јасната определеност на сопствените граѓани, бандиве од своји себични лукративни причини со децении работат против интересите на сопствениот народ. Но дури и тоа не е исклучок за нешто да им пројде, за да, ако треба, и фалсификуваат нешто, само да го протуркаат ако го наумиле. Но дополнителната надеж што се подгрејува кај нас е еден феномен и еден бумеранг ефект што не го зеле предвид, а кој може да се забележи деновиве. Имено, откако спомениците беа поставени, нацијата феноменално, но вистинито, како да доживеа катараза. Имаше се и сешто и обиди за се и сешто, но факт е дека имаше солзи, радосници, ракоплескања и скандирања Македонија, Македонија во моментот кога војнот на конј беше качен на постаментот во центарот на Скопје. Следејќи ги потоа реакциите на луѓето, разговарајќи со нив, читајќи ги коментарите по медиумите, вклучувајќи ги расправиите на форумот на Котле, се доаѓа до еден недвосмислен заклучок, дека поставувањето на спомениците придонесе се удирање на камен темелник на расчистување со чувството на инфериорност и
комплексите што на народот му се набиени поради разноразното дејствување на неговите непријатели. Камен темелник и еден вид алка која недостасуваше во толку оспоруваниот македонски идентитет со векови. Нам со векови ни беше подметнувано од сопствената, од соседната и од светската историографија дека дури не сме ни подвив на словените, туку или вештачка нација создадена од коминтерната, или флотантна маса на срби, бугари и грци, кои често се изјаснуваат де едно, де друго во зависност од општествените и геополитичките прилики и односи. Тоа што дури сега откривме, турски или какви било други архиви, кои говорат за тоа дека сме најстара култура на Балканот, од која потекнуваат многу нешта важни и за истокот и за западот, тоа е пред се грешка на домашните слуги, кои да му удоволат на комунистите се правеле слепи и недоветни. Како и да е, спомениците, да повториме, феноменално, но вистинито имаат ефект на заокружување на чувството на самосвест, идентитет и колективна национална гордост. Ние сметаме или сакаме да сметаме дека токму тоа е тој неочекуван бумеранг ефект кој не го пресметале бандиве и нивните странски ментори во ковењето на планот за смена на името. Сакаме да мислиме дека тој бумеранг ефект е толку голем што нив едноставно не ќе им биде можно да го спроведат планот цел или делови од планот и дека дури и да се решат на референдум, противењето ќе биде толку големо што нема да може дури ни да го фалсификуваат ако помислат на такво нешто. А ако сепак го туркаат, тогаш ќе се соочат со веќе освестениот народ за тоа кои и какви му се владителите. И двете банди во една таква предпоставена ситуација нема да можат да изведат повеќе од 100.000 најконзервативни приврзаници и припадници кои би гласале за. После тоа се знае, ќе треба да си ја платат цената за своето нехумано плячкање и лажење на сопствениот народ 20 години во континуитет, односно 65 ако сметаме од 1945 година. Сигурно е дека дел од сметката за известно време ќе биде и Македонија и незините граѓани, кои ни криви ни должни ќе треба да го подмират цехот на своите владетели и на нивниот начин на управување. Но тоа, ако така се одвиваат работите, ќе биде од времен карактер. Македонија сепак ќе остане Македонија и ќе има limit. За повеќе информации за нашето cd.macedonia, односно cd-macedonia.com, каде што ќе можете да најдете запис, а исто така и да оставите ваша донација. Натаму можете да наследите на интернет портал kotle.ca, kotle.ca, на Facebook, на профилот Групацијата си да. Последното слушање бидете поздравени на нашите